и всеки да се много по-добро во одбраната. Ja kao trener sad volim da pričam, znači, pošto prethodna sezona mi smo završili na trećem mjestu u M14 i imamo bronzane medale i pošto te medale mora da razdelimo na oni koji su ne samo na košarkaški, na oni koji su zaslužni van terena, ono se radi van terena pre da dođe utakmica. Znači, organizacija je možda teža od treninga, da vi da igrate, da organizira, da žrtvuje kao vaš trener, da dozi ovdje i dakle, mi putujemo, uzmemo auto, trener, 1, 2, 3, idemo na utakmici, vratimo se i to je to. Nadam se da ste dobro proveli sinoć, da ste bili prijateljski dočekani od vaše drugarice i košarkašice, da se nadam da smo bili dobri domaćini. Posle utakmicu mi ćemo na kafu, vi ćete da prošetate opet u grad. Ja sam vam rekao, pobednik je svako ako nema neko ko je povređen na utakmici. Znači, džabe ti je da budeš pobednik ako ti se povredi neki igrač. Tako da i ova utakmica ne bude borba za svaku loptu, ali ne da se guramo. Znači, juče je bilo i malo faula i više košova i sve je bilo kao što treba. Tako da, hvala puno što ste došli u ovaj naš mali grad. Nadamo se da će oni iz kluba da nas pozovu i mi da dođemo. I za ova prijateljstvo i suradnja produži, pošto vi ste bili ovdje 10 godina, pa ste bili posle više, 13 godina, 2012. godine, 13, pa ste došli opet i sada treći. Tako da, bilo mi je drago da se družim s vama i da vam budem domaći. I ove devojke da vam budu domaćice. Nadamo se da ćete i vi da ih tako prošetate i da izađete kad dođemo mi kod vas. A сега сакам да отдам едно мало почитување и признање на нашите поддржувачи, на нашите технички лица кои што со вас заедно седат тука, на клупата тамо за мерење на време. Това е нашиот технички раководител или, јако кажувам, спортски технички директор на клуб Патриот, Маријан Јовановски. Го поканувам да дојде. Бидејќи тие не беа со нас во Битола, за нас е това голем успех да бидеме прво на македонската кошарка. Честитаме. Да дека ти поранување. Hvala na devojčicu za poslednjiti uspjeh. Сега, ќе покана нашата докторка, нашата најголем поддржувач и јас секаде кажувам, ако не е докторката Виолета, ние нема да имаме кошарка, пошто нема кој да дојде, а без доктор нема да може да почне утакмицата и пошто се снима за телевизија, за НТД, снима се за порталот 365,
Докторката не само што е докторка, таа се номинира таму кога е на клупата, бодриве, значи со судиите се кара некогаш кога гледа дека судат за другата екипа. Докторке, голема благодарност од нашиот кошаркашки клуб Патриот и се надеваме дека доживотно ќе бидеме туку у салата и ќе ги поддржуваме овие мали девојки. Браво! И за вас, браво! Браво за сите. А чекай, имам уште еден медал кој треба да го додела. Значи това е на порталот 365, точно на Валери Спасевски, значи кој што сите утакмици ги снима, сите утакмици пратиме на порталот 365, секоја новост кој прв ја споделува во Делчево и градот Делчево, благодарение на него знае за кошаркарски клуб Патриот. Бидејќи, пак јас ќе кажам, може би ќе ги иритирам навивачите или поддржувачите на кошаркарскиот клуб Патриот. Делчево има прва лига жени, има овие шампионки, последните 4 години има клуб кој што има првак во М16, првак во М12, второ место во М18, трето место оваа година во М14, а ги нема на трибините да дојдат и да навиваат и да ги поддржат овие млади девојки. Ова нека биде една критика, али еден поттик, оваа сала да ја помнат не ради клубски, тој е веќе 35 години во кошарката ради овие млади деца кои тоа го заслужуваат. Така е, нека му честитам и оваа година што се натоварувате во АБА лига, да имате успех во сите категории. Благодариме, заедно ќе ги изодиме да ги гледаат овие дечни бидејќи заслужуваат. Заедно ќе изодиме и АБА лигата, заслужим медал имаш за твојата. Иначе ја како баш тренира кошарка, најме беше обидено кога тренингот беше од 9 навечер до 11, измориш се, испотиш, пораснеш и штета што немаше машки клуб. А клубскиот му беше тренер. Точно. И сите основи за ролинг, за некои правила не ги научиме. Браво.